Во селото Кучково од пролет ќе започне со работа Центарот за ресоциализација и рехабилитација на деца кои биле болни од канцер. Ова е еден исклучително прекрасен и уникатен објект и не само по својата архитектура, туку и по намената која што ќе ја има во наредниот период. Успеавме ние од едно училиште кое што е старо повеќе од 100 години со силни напори во заеднички партнерски, како што кажавте, не само општината Ѓорче Петров. Заедно сме во овој проект со вклучени со невладината САНО од една страна. Дополнително добивме поддршки од повеќе од скопските општини, а проектот преку Скопскиот плански регион е финансиран од страна на швајцарската влада. Тоа морам да го напоменам, бидејќи тие се најголеми донатори на овој проект, иако и општината Ѓорче Петров има удел свој финансиски. Тргнавме од една многу благородна идеја, тргнавме од нешто да направиме што недостасуваше во Република Македонија, па и во регионот генерално, бидејќи ваков сличен центар на територија, да речам, на Балканот од Атина до Љубљана нема во таква форма. Идејата е да биде центар за ресоциализација, првенствено на деца кои што победиле карцином. Понатаму може и нормално и други категории да вклучуваме, бидејќи проектот има за цел и задача да овозможи интеграција, ресоциализација и повторно вклучување во нормалниот тек на животот на овие дечиња. Тука ќе им помогнат и нивните другарчиња од училиштата, од други средини, нормално ќе преступуваат со нивните родители. Според динамиката на работа, верувам дека негде во доцна пролет дека ќе започнеме со работа овдека конкретно и да можеме како центар да ги примиме првите дечиња. Бидејќи, како што гледате и самите, завршните работи околу градежните активности се одвиваат со несмален интензитет и во овој период на годината останува партерното уредување на локалитетот и оној што е, да речем, административно управен дел регулирање, бидејќи сепак вакво искуство до сега немало. Сакаме да се вклучат сите засегнати страни во проектот, и Министерство за здравство, и труд и социјала, и ние како општина, и невладината, сите да имаме свој дел во управувањето и во спроведувањето на активностите. Колку чинеше овој проект? Дали излеговте надвор од планираната финансиска рамка и уште колку пари ќе бидат потребни за да се доврши? Од она што успеавме да го видиме внатре, недостасува мебел и уште некои други детали. Од целата финансиска рамка само дополнително предвидовме плюс од првично планираните некои 500.000 денари за доопремување на мебелот, бидејќи реално немаше предвидено доволно средства на самиот почеток, инаку приближно околу 300.000 евра е инвестицијата која што е од страна на швајцарската влада и дополнително имавме дел и Министерство за локална самоуправа и општината Ѓорче Петров во овој проект и се движиме до сега во рамките на таа сума, не излегуваме надвор во делот на градежништвото, во тие елементи, туку во делот на ова што го кажав, набавка на опрема и мебел. Имаме и најава дека ќе имаме дел донации во тој дел, така да на крајот мислам дека ќе испадне се како што треба. Ние сме спремни како општина и со последниот ребаланс додававме сумата на пари која што недостасуваше, со цел да се заврши успешно набавката која пак ја спроведува Скопскиот плански регион. Оно што е едно од поважните прашања која што ќе следува во иднина е тоа како ќе се обезбеди одржливост на овој објект и на овој начин на функционирање. Морам да кажам, вие напоменавте, но исто така морам да нагласам дека ова ќе биде прв и единствен, можеби регионален центар за ваква потреба во поширокиот регион, зборувам не само Македонија, само збор регионален укажува на тоа дека нема ваков центар во околните земји. Како планирате да обезбедите одржливост на овој објект и дали би можело да се вклучат и дечиња, првенствено намената е за рехабилитација и ресоциализација на деца кои што се болни од канцер, но дали би можеле исто така да бидат вклучени и деца кои што имале други тешки форми на болести. Да. Па вака, во еден дел најбитно ни беше настрнавме од идејата за овие дечиња, не ги исклучува сите други, да кажам како категории на болест каде што има потребна ресоциализација. Пак го нагласувам постојано ресоциализација, бидејќи за рехабилитација е потребно малку по друг тип на
на центри кои би вкусувале поголема, кои би барале поголема вклученост на медицински персонал, опрема и така натака за тој дел. Ние фокусот ресоциализација ги опфаќа сите овие категории и од исклучителна важност ни беше што, да речам, овој стар објект, повеќе од 100 години, му даваме нов живот на некој начин. Тој символиката на проектот со внесување на дечиња кои што добиле шанса за втор живот, условно кажано, и на некој начин тука ги поврзуваме работите. За све постои можност. Одржливоста на објектот ќе решиме од страна на општината, затоа што ова сепак е општински објект. По дефолт ние како општина си ги покриваме комуналните трошоци за сите наши објекти. Не зборам тука само за делот вода, струја, тоа што е во делот на безбедност, одржување на самиот објект, континуирана која што ќе се преземеме како врска понатака, од она што веќе сум го разговарал до сега со представници од ресорните министерства кои што се засегнати на овој начин, тоа се 3 министерства, мислам дека ќе постои волја од нивна страна да направиме една програма на национално ниво која што би можела да биде заеднички одржлива. Иако имаме подпишани меморандуми за соработка со одредени приватни компании кои што, например, се обврзаат да донираат храна, други во други делови да помагаат. Имаме договор со сите училишта овдека во Ѓорче Петров за пристап на учителите кои што се во нашите општински училишта овдека, да бидат вклучени во делот на интеграцијата и дополнување на наставниот материјал кој што децата го имаат пропуштено, затоа што нема да биде овдека само како зона за одмор и рекреација, туку целта е дечињата постепено да се вратат во секојдневните обврски на еден поедноставен начин и да им ги возможиме ние сите услови за таа цел. Центарот се наоѓа во селото Кучково, едно од селата во скопските села кои што да кажам се живи села каде што има жители што живеат, но има постојано луѓе кои што доаѓаат тука за викенди, има рекреативен центар исто така. Меѓутоа жителите се многу среќни и позитивно реагираат на овој центар за рехабилитација. Исто така тој можам да забележам дека може да придонесе за уште поголемо заживување на ова село, кое што се наоѓа на надморска височина од 500 па и повеќе, да, и има чист воздух. Дали во таа насока планирате уште нешто за развој на ова село? Така, Кучково ни е во фокусот на како населено место века во Ѓорче за развод генерално на општина Ѓорче Петров, бидејќи навистина постои голем интерес од страна на го дознаа за Кучково, тука придонеси тоа што го направивме рекреативниот центар, па е доста посетен, имавме низа активности спортски во делот на локалитетот Крст и зоната за рекреација. Последно имавме обстикл корс ран трка, имавме трка со велосипеди, ова ви го говорам се државни настани, не се настани од локално значење. Имаме идеја понатаму тој центар исто така да го развиваме со поголема зона на рекреација со цел да привлечеме повеќе посетители, гости, туристи. Паралелно со тоа гледам дека има интерес повеќе за отварање на угостителски објекти, голем интерес од изградба на викенд куки, па и куки за домување, и во таа насока ние планираме да го довршиме патот што е до селото, бидејќи додредена делница тој проширен е направен, во другиот дел што е треба ние да го довршиме во наредниот период, па би посакал еве и што наредната година ние да обезбедиме средства за негова санација, со тоа целосно ќе се отворат можностите, бидејќи проблемот со водата за пиење кој што беше долгогодишен го решивме со нова бушетина. Не велам дека целосно сме ги решиле сите проблеми, дека имаме постојано што да работиме и да унапредуваме. Направивме голем исчекор и сега е многу полесно тоа што беше пред некоја година. Многу ви благодарам за овој разговор. Благодарам и вам многу на иницијативата.